Да бевте, колега Мартин Костовски, на училиште, ќе ви беше напишано промашена ви е темата, седи единица. За ова што го кажавте. Имено, за тоа кажавме дека ќе даеме подршка и не е спорна таа подршка за тие закони. Ама 17 од 27 закони, вклучително и закони кои што сега ги пуштате во процедура, стратешки закони по распишани избори, на кои што имате финансиски импликации, на кои што државно правобранителство треба да се произнесе за државна земја да се додели на стратешки инвеститор, на кои што имате закони кои што до вчера беа на седница и кои што формално правно не се повлечени. Таа седница не е одржана, законите да, влада ги повлекла, ама се уште стојат кај нас на седница. Не е завршена таа постапка, пуштаме исти такви закони во процедура. Тука е забелешката наша, не е за ова што го правите сега околу платите и целата работа. Забелешката е на овие закони кои што ги брзате и точно знаеме зошто и кој брза од таму. Точно знаеме зошто и ДУИ се повлече со подписите од тие закони. Точно знаеме зошто и кој од СДСМ ги подпиша и зошто ги подпиша тие закони. Тука е забелешката, колега, на оваа тема требаше да зборуваме. Инаку, почитувам председателя да го искористам процедуралното да не се јавувам и на вас. Имено ние не поднесовме закон во скратена постапка, туку баравме исто и како за возачките дозволи итна постапка. Законот е поднесен врз основа на член 67 став 2, кај што вели дека покрај законот за безбедност на патиштата, возачките дозволи, да го офатиме и законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија по итна постапка. Членот 67 став 2 и членот 68 став 2 ви дозволува во период пократок од 10 дена, доколку е итна постапката, да се свика седницата. На 12 е поднесено, помалку од 10 дена, фаќа и до 22. 28 е, дојде точкава на дневен ред, ај што дојде, па гласавте и против неа. Благодарам. Благодарам.